Господине Џурлев, денеска стапија во штрајка вработените во образованието и градинките, односно организирано членовите на СОНК, но и поддржувачи на овој штрајк кои што не се членови на СОНК. Како тече штрајкот во Струмичко-Радовишкиот регион? Во Струмичко-Радовишкиот регион штрајкот започна денес и во основните и во средните училишта, во сите училишта 100% се одвива штрајкот, значи вработените се на своите работни места, но не извршуваат работни задачи, па може да кажем дека и поголем дел, не поголем, него и сите училишта се и празни, имаше деца, некои доаѓа од утрината на училиштата, но потоа си замина, така да училиштата се празни и настава нема. Каква е состојбата во градинките? Дали таму се штрајкува? Во градинките таму малку е посложена ситуацијата. Таму вработените исто сакаат сите, значи штрајкот и во образованието и во градинките е донесен по барање на вработените. Значи од големо незадоволство, значи со платите кои ги имаат и односно тие изгласаа да се влезе во штрајк. Така да и тие сакаа 100% да бидат во штрајк со тоа што да не ги примат децата, но дел од вработените сега не штрајкуваат и ги примат децата, а дел од вработените штрајкуваат. Значи таму во градинките има деца, но и не дел од вработените, значи ги примаат, не обавуваат воспитно образовно задачи, но сепак примаат деца. Таква е состојбата во Струмица или насекаде по градинките? Па во Струмица, Ново село и Радовиш. Значи сите градинки кои се во овој регион. Така, значи се примаат деца делумно? Делумно, тие што ги носат, ги примаат и сега се во поголеми групи, па бидејќи бројот на кои оние што не штрајкуваат е помал. Поголем е бројот на оние што штрајкуваат. Така да се згрижуваат, а воспитниот дел, некои може да и убавуваат и воспитан дел, бидејќи треба да напомнам дека овој штрајк го поддржуваат сите членови на СОНК, но и оние кои не се членови на СОНК. Значи сите вработени едногласно беа за да се влезе во штрајк. Евидентирани ли се било какви притисоци да не се штрајкува во училиштата и во градинките во Струмичко-Радовишкиот регион? Нема, значи во последниот период, бидејќи штрајкот е најавен пред месец дена, мислам беше најавено дека можно е да се влезе во штрајк ако не се дојде до договор. Значи потоа се направи анкета меѓу членовите, па и оние кои не се членови, дали се за да се влезе во штрајк и како што напомна, значи беше донесено едногласно сите да влезат во штрајк. И овие денови пред штрајкот, а и денес на самиот ден на штрајкот, за сега нема некакви поплаки да има некои притисоци од работодавачи или од некои други структури. За сега нема поплаки. Господине Џурлев, кои се барањата на СОНК заради кои што стапивте во штрајка како синдикална организација? Може да ли ни кажете кои се оние ваши барања? Имаме повеќе барања, но едно од главните барања за овој штрајк што се влезе, тоа е ние го поздравуваме покачувањето на минималната плата, но сакаме и барањето е да и платите во дејностите кои ги покрива СОНК, посебно во детска заштита и основно и средно образование, да се покачи за процентот за кој е покачена минималната плата. Тоа е негде 18,4%. А потоа во одреден период платите да бидат израмнети, да го достигнат таа висина што треба да ја добиеме по колективен договор. Бидејќи имаме колективни договори кои не се почитуваат во изминатиот период, бидејќи ние имаме веќе тоа е трето покачување на минималната плата, а дали еднаш имаме само да добиено некој процент, така да нашите плати заостануваат многу во зависно од тоа колку треба да бидат реално покачени според минималната плата. Така да во прв момент значи бараме тоа 18,4%, а потоа во извесен период да се седне и да се договори за колкав временски период платите ќе бидат усогласени целосно. Инаку имаме во изминатиот период беа отворени и колективните договори во основно и средно да бидат обновени. Ние имаме колективни договори, но некои одлуки во самиот колективен договор треба да се променат,
така да се изготвени, работеа групи и од СОНК и од Министерството, ресорните министерства, но поради промена на министерот, до подпишување на овие одлуки не дојде и беше кажано дека до 15 март ќе бидат завршена таа работа, но се уште не е, така да во тие нови колективни договори сакаме да ги решиме сите оние болни прашања кои ги имаме во образованието и во детската заштита, тоа се исплаќање на К15 или годишен регрес за годишен одмор, решавање на време траењето на работата на вработените во градинките, обезбедување на патни трошкови кои беа укинати со укинување на законот за пат и исхрана и други прашања кои се битни за да образованието го поставиме да функционира подобро. Џорлев, јас ви благодарам на ова интервју.